Министерката за образование Рената Дескоска денеска присуствуваше на свечената академија по повод 11 години од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев. Таа истакна дека денеска е меѓу студентите и професорите, а посебно ја радува и фактот што Штипскиот универзитет, како најмлада високообразовна институција, е второ рангиран државен универзитет. Што покажува дека некогаш годините на постоење не се толку битни колку што се битни залагањето на професорите, студентите и менаџирањето на универзитетот. Сакам да упатам апел и понатаму да се продолжи со градењето на квалитетот во образованието, бидејќи тоа е практично вистинската инвестиција за развојот на секоја држава. Министерката за образование смета дека новиот закон за високо образование, кој веќе е влезен во собраниска процедура, ќе биде и соодветна законска рамка која ќе овозможи автономија на универзитетите, слобода во академското изразување и влијание на универзитетите во градењето на политиките. Новиот закон за високо образование е практично еден од најдобрите примери на инклузивна политика, односно градење на решенија заедно во диалог со универзитетите, со оние кои што треба да го применуваат и на кои што практично се однесува овој закон. Прашана кога ќе се гради студентскиот дом во Штип, Дескоска со одговор дека овој проект е ставен во програмата на владата, но не за оваа година, бидејќи има почнато други проекти кои бараат, како што рече, итна буџетска интервенција. Станува збор за реконструкција на училишта, кои се во лоша состојба и студентски домови, чија реконструкција е започната. Но секако е ставено во програмата, не можам да ви ја кажам точната дата на отпочнување на градба, но свесни сме дека тоа е еден од приоритетите кои што постојат. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев вели дека во изминатите 11 години макотрапно сите работеле за да се изгради една ваква установа. Смета дека како универзитет нудат и квалитетно образование на студентите. Прашан колку новиот закон за високо образование ќе придонесе за развојот на Штипскиот универзитет, Боев вели дека се надева дека голем дел од проблемите со него ќе се надминат. Во поглед на автономијата на универзитетот, во поглед на финансирањето на него, во поглед на кадровска автономија, во она што значи подмладок на универзитетот и зајакнување на институционалните капацитети. Во изминатите денови Штипскиот универзитет Гоце Делчев со низа на настани го одбележа својот патронен празник.